Многу јако мезе. Мезето ти е најбитен дел од секоја дружба. Другарче, за ова мезе ти треба конзерва туна, инчуни 2 до 3 ако најдеш, ја не недов, ставам димена харинка, боље, лажица путер, корнфлекс околу 2 полни раце, малку брашно, лажица сенф, лажица кетчап, малку оригано, малку лебни трошки и 2 до 3 варени компири со средна големина. И главен играч во сево ова ти е блендерот на Делимано. Значи, болje блендер нема. 3 у 1. Имаш блендер рачен, имаш сад за блендање, имаш за матење, за добра кајгана, ова е одлично. Имаш сад за блендање, ситнење, јаткасти плодови, што сакаш можеш да блендаш ова. Моторот на цела ситуација. У случај веќе користам мотор и блендер. Рачен блендер. Ке ставам и капари. Капари, ситни солени зеленчукови зрнца, многу добри. Лажица путер, конзервата туна, харингата димена, кетчап и сенф по една лажичка, така се договоривме. Малку оригано, еден прсток фат, уште еден. Капари, внимавајте, не многу, капарите се доста солени, највише 10. Мелен ким, ако немате мелен, стајте немелен. Бивер, малку маслиново, корнфлексот, не можеш да го ставиш цел, пошто е прекрупен. Правиме мали топчиња, мали куглици. Ова мезе џабе не се вика топчиња туди. Како да ги ситиш? Бокс. Корнфлекс ставате, значи према густината. Ја ќе почнам со 4 големи прстохвати. Лебни трошки исто така. 2 до 3. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Сол, значи, не ставаме, затоа што е солено капарито. Компирите се готови. Ти ги разгмечите и ги додавате во смеса. Го зимаш блендерот, Делимано го направиле звер. Турбо копчето. Слушај. Колку добро мириси. Правиш парче со стојки. Без ги блендаш, додека не добиеш кремаста смеса, што потсеќа на паштета. Уствари, ова ти е пате. Правиш туна пате. Паштета е готова. Денес се дружиме со воктава во Делимано. Ки ставиме малце повеќе зејтин од нормално. Додека чекам зејтинот се загре, си формирам топчиње. Ево ова големи. Секој го мацкам помалку брашно, чисто колку да не изгори директно. И си ги редиш на страна, за после само си пржиш. Зејтинов е више немирен. Секое топче го пржам по 5 секунди од секоја страна. Прво од кај ќошот го пржиш топчето. Внимавајте, значи многу брзо треба ги свртите, пошто горат. За ни герете на суво, ќе ви спрам едно сосче. Значи зимаш околу 100 грама кетчап, околу 70 грама мајонез, малку сол, малку бивер, малку ворчестер сос и мешаш. Додавам малце оригано, еден прстохват, малку маслиново. Сосчево е спремно за лапачка. Тоа се моите туна топчиња со капари, најбоље мезе за секоја прилика. Посебно добро идат со фудбал. Доколку ви се допаѓа мојов рецепт, споделете го со оние на кои што им фали мезе, купете им само пиво, пуштете им фудбал, сте завршиле работа. Не забравајте да кликнете subscribe за да дознаете први што ќе готвиме следно. Адиос.